Вечерва разговарам со Васко Наумовски, поранешен вице-премиер за евроинтеграција. Господин Наумовски, добро вечер, добре дојдовте во Дневникот. Добро вечер. Некако многу актуелно станува толкувањето на тоа дали протоколите се дел од преговарачката рамка или не се. Како актуелен професор, поранешен вице-премиер за европски прашања, дипломат, што би бил вашиот одговор? Дали протоколите се дел од преговарачката рамка, а со тоа и услов за нашите евроинтеграции? Има повеќе документи поврзани со ова прашање, преговарачката рамка, заклучоците од Советот, од друга страна тука е самиот договор и овие протоколи кои што често се споменуваат. Треба да се направи една разлика. Кога зборуваме за меѓународен договор, тоа е оној договор кој што е склучен во 2017 година од поранешните премиери на Македонија и Бугарија, и тој е склучен во онаа постапка која што е предвидена со уставот и законите. Утврден е текстот, подпишан е од страна на овластен подписник, ратификуван е во собранието и прогласен е донесен указ за прогласување на овој закон. И тоа е еден типичен меѓународен договор кој што произведува врски за двете договорни страни. Она што го нарекуваат протоколи, се во суштина записници од останоците на она заедничка меѓувладина комисија. Во самиот договор за добро соседство и пријателство со Бугарија, во член 12 ми се чини беше, се утврдува потребата за формирање на заедничка владина комисија, која што ќе го следи спроведувањето на договорот. Согласно договорот, таа комисија би требало да се состанува најмалку еднаш годишно. До сега, иако помина 9 години, таа комисија се состанала само 2 пати, ако не грешам, во 2019 и 2022 година, и после средбите на состаноците на таа комисија подпишани се записници од состаноците, односно протоколи. Во тие документи е утврден дневниот ред на таа комисија, се наблежуваат позициите на двете страни и на крајот следат подписите на министрите за надворешни работи, двајца различни, веќе поранешни министри од македонска и од бугарска страна. Овие документи немаат форма на меѓународен договор, ниту пак се дел од меѓународниот договор со Бугарија. Значи, ние не зборуваме за некаков анекс на договорот кој што бил подпишан со соседна Бугарија, бидејќи самиот тој анекс би требало да помине повторно низ истата процедура, да биде утврден текст, да биде овластен подписник, тоа може да е министер за надворешни работи или друг министер, ако е од неговиот делокруг, да биде ратификуван во собранието и да биде прогласен со указ од страна на претседателот на Републиката. Значи, во овие документи не зборуваме за обврски кои што произлегуваат такви какви што се набележани во договорот за добро соседство со Бугарија, подпишани од премиерите, туку за записници каде што се предвидени определени чекори и подпишани од страна на министрите за надворешни работи. Меѓутоа, текстовите на тие протоколи не се утврдени од страна на владата, немаат форма на меѓународен договор и не се ратификувани во собранието и соодветно не се прогласени. Значи, тие немаат иста меѓународно правна сила каква што има меѓународниот договор, склучен билатерален помеѓу Македонија и Бугарија. Да, меѓутоа многу пати биле тема на отворена дискусија во државата, за да биде појасно за гледачите. Може ли да објасниме, сме слушнале многу толкувања, зашто може да бидат искористени заклучоците од тие протоколи или условите кои што произлегуваат како текст од тие протоколи во рамки на процесот на европска интеграција? Она што има некаква врска со текстот од договорот и со текстот на овие претходно споменати документи донесени од страна на Европската Унија, тоа се заклучоците на Советот на Европската Унија, каде што се повикува, односно се поздравува подпишувањето на тој протокол и се повикува на исполнување на обврските произлезени од него, односно уставни измени за влез на помалите етнички заедници, меѓу кои бугарската заедница, тука се хрватската, црногорската, египтјаните, можеби некои други, ќе видиме како ќе биде конечниот текст. Значи, во заклучоците на Советот, каде што гласа секоја држава членка, вклучително и Бугарија, се повикува на обврски преземени од страна на еден од поранешните министри за надворешни работи во 2022 година. Меѓутоа, во оној позначаен документ, преговарачката рамка, односно рамката каде што би требало да се движиме ние во текот на преговорите, каде што се набележани сите оние главни
принципи на преговарање и позициите на самата Европска Унија, не стои протоколот, ниту еден од двата, туку стои само договорот за добрососедство и пријателство со Бугарија, Испанскиот договор и некои други документи. Значи, ако направиме анализа во однос на правната важност или ако сакате и политичката важност на документите, онаа преговарачка рамка која што е според мене основата за преговорите не предвидува повикување на обврската за промена на уставот, меѓутоа заклучоците на Советот и сите оние политички изјави понатаму кои што ги имаме слушнато од страна на представници на институциите на Европската Унија, се повикуваат на обврската превземена од овој втор протокол. Иако таа не е дел преговарачката рамка, иако нема форма на меѓународен договор, тоа е документ кој што е потпишан од страна на еден наш поранешен министер за надворешни работи и со тоа се смета дека барем представниците на Европската Унија смета дека Македонија направила една заложба, една определба дека ќе направи уставни промени. Сега, проблемот настанува кога, знаејќи дека тој договор не бил потпишан и не бил ратификуван од тој документ сезиран од собранието, се доведува прашање кредибилитетот на самиот подпис, односно дали еден министер за надворешни работи може да презема обврски за измена на највисокиот правен акт во државата, уставот на републиката, во една таква форма, односно во записник од одржување на состанок на заедничката меѓувладина комисија со Бугарија. Се знаете што сакам да ве прашам, затоа што реков уште на почетокот, многу различни толкувања слушнавме и од ваши колеги професори, дипломати, кои што велат дека условите од овој протокол не можат да бидат причина за ново вето од страна на Бугарија, дека тие еве може да бидат искористени најмногу во основа за пишување на некој негативен извештај за Македонија и дека не би можеле да бидат нова пречка на патот на Македонија кон полноправно членство или во текот на тој преговарачки процес. Може или не може? Сега ние овде би шпекулирале какви ќе бидат позициите на Бугарија. Ние сме соочени со една прилично тврда позиција од страна на соседна Бугарија, која што без разлика на тоа што е подпишано и во кој документ, вели дека за да Македонија ги започне преговорите, треба да се случат уставните измени. Таа позиција е следена и од останатите членки преку оние документи кои што се усвоени од страна на самата Европска Унија, тука се изјавите на еврокомесарката за проширување. Значи, тоа е моментот што е клучен за почеток на преговорите. Тука немаме дилема дека сите велат уставни измени мора да се направат. Меѓутоа дилемата е дали откако ќе се направат тие уставни измени, еве ако се постигне таков договор, дека нема утре Бугарија да дојде и да рече поради протоколот немаме договор за Гоце Делчев или немаме договор за оваа дилема во историската комисија, ние ставаме ново вето. Дали може да го искористат тоа во таков смисол? Сметам дека намерата на соседна Бугарија ќе биде преку работата на заедничката историска комисија и преку вакви протоколи од заедничките меѓувладени комисии да се прави притисок врз Македонија да направи нови отстапки надвор од договорот кој што е склучен во 2017 година. Значи договорот е една основа и преку дополнителни чекори, протоколи, извештаи, средби на заедничката историска комисија, Бугарија да добие уште повеќе од она што е утврдено. Ама ова во моментов е предпоставка. Така само предпоставуваме дека може да се случи такво нешто. Таа предпоставка се темели на изјавите на високите бугарски политичари. Ние имавме изјави од страна на некои наши политичари после билатералните средби дека јасно е кажано дека влезот на бугарите во уставот не е последниот чекор, туку ќе се бара понатаму историската комисија да носи одлуки, секако одлуки кои што ќе бидат поблиски до бугарската позиција во тие историски теми. Сега, формално правно историската комисија одлучува со консензус и никој не може да ги принуди нашите представници таму да потпишат, односно да се согласат со нешто со кое што сметаат дека не треба да се согласат. Меѓутоа, ниту се врзани со временски рок, така? Ниту се врзани, тоа е формалниот дел. Меѓутоа, знаејќи ги позициите досега, знаејќи ги чекорите досега, јас сум повеќе од сигурен
дека во оној момент кога историската комисија нема да има никакви заклучоци или нема да може да се постигне согласност за определени историски теми, тогаш соседна Бугарија повторно ќе го отвори ова прашање и ќе наметне еден нов услов, а тоа е да бидат донесени одлуки во историската комисија. Тие одлуки секако ќе треба да бидат поблиски до нивната позиција. Сега, во однос на процесот на уставни измени, слушнавме различни мислења врзано со ова, или можноста, дека постои можност ова повторно да се искористи во иднина. Може ли и треба ли тој процес на уставни измени да не биде неповратен, како што велат одредени ваши колеги? Има ли начин државата да обезбеди гаранција дека ако се случи такво нешто, одлуката која што ќе биде донесена да запре низината важност? Да. Еден од најпознатите предлози во таа насока секако беше оној предлог за така наречено одложено дејство на уставните измени. Меѓутоа тврдењата беа дека уште на почетокот такво нешто било одбиено. Било одбиено. Сега, постојат други механизми. Самата Европска комисија беше доста креативна во оној момент кога требаше да се формулира дали Македонија ги започнала преговорите или не. Така што ние за прв пат во проширувањето добивме две фази на почетокот на преговорите, односно така наречена отворачка фаза на почетокот на преговорите, и сега сме во таа една во тој еден меѓупростор кога чекаме затворачката фаза од почетокот на преговорите. Нешто што не се случило никогаш. Според мене треба да им се одаде едно признање како успеале тоа да го формулирате. Би требало да бидеме ние креативни на сличен начин, односно да дојдеме до една позиција кога промената на уставот со цел внес на бугарите и другите заедници во уставот ќе биде последната отстапка на оваа тема се до полноправното членство на Македонија во Европската унија. Кои се начините тоа да се направи? Доколку ние имавме една повисока политичка зрелост кај политичките партии, јас сметам дека актот за промена на уставот би требало да биде придружен со една заедничка декларација, каде што политичките партии ќе се согласат дека доколку до определен временски рок или во текот на преговорите Бугарија повторно стави вето на теми поврзани со историјата, идентитетот, јазикот и така натаму, политичките партии ќе се обврзат да направат една нова промена на уставот. Тоа која што би ги анулирала претходните промени. Тоа сепак не делува вообичаено, може да се толкува како некакви чекори кои што собранието не ги прави согласно своите традиции и практики. Меѓутоа, ние сме соочени со една ситуација кога и самата Европска унија имала еден нетрадиционален пристап. Сега, дали е тоа можно, треба да видиме дали нашите политички партии се подготвени на тоа. Значи, целта што ние треба да ја направиме со механизмите во процесот на промена на уставот е да оневозможиме ново вето на овие теми. Ние нема да бидеме во состојба да оневозможиме вето и од некоја друга држава членка на Европската унија, поврзано со некои други прашања, меѓутоа Но целта е идентитетските прашања да не се најдат како услов. Точно. Сега, дали е тоа возможно? Јас сметам дека паралелно со овој процес на уставните измени или пак сите тие јавни дебати како да се изведат уставните измени, ние треба да работиме и на подобрување на билатералните односи со соседна Бугарија. За жал, нашите билатерални односи се на најлошото ниво, јас би рекол од почетокот на независноста до денес. Чекорот на уставните измени би бил еден чекор на добра волја од наша страна. Тој неминовно треба да биде, без разлика како ќе се формулира времетрањето или важноста, тој неминовно би требало да биде следен со чекор на добра волја од бугарска страна и постепено ние со повеќе чекори од двете страни да градиме добри односи, да овозможиме една подобра атмосфера и да се доведеме во ситуација кога Бугарија навистина заради подобрените билатерални односи и увидувањето дека членството на Македонија во Европската унија е и во нејзин интерес, ќе се воздржи од вето на овие прашања. Тоа нема да биде едноставно, ќе треба навистина искрени напори и од страна на нашата влада и од страна на бугарската влада. Јас верувам дека
зад кулисите се водат некакви разговори со или без Тоа посредство. сакав да ве прашам, колку овие изјави на претседателката на државата, на премиерот, на министерот за надворешни работи дека протоколите не се дел од преговарачката рамка, се потврдено на изјава на евроамбасадорот Михалис Рокас дека нешто се случува под радарот. Може да гледаме така толкувајќи ги овие изјави на државниот врв? Сметам дека во овој момент ние имаме прилично поволни политички клими и на двете страни. Имаме една ново избрана влада во соседна Бугарија со еден нов чист мандат. Конечно стабилна. Стабилна влада. Имаме и една незагрозена позиција на македонската влада, која што ќе остане веројатно таква и во наредните месеци после евентуалните нови предвремени парламентарни или редовни парламентарни избори, така што кредибилитетот и легитимитетот и на владите на двете страни е доволно силен да се впуштат во некакви разговори кои што би можеле да значат подобрување на билатералните односи и на тој начин да се доведеме во една ситуација кога Бугарија не заради некаков притисок од другите членки на Европската Унија, туку самата ќе увиди дека не е во нејзин интерес да ја блокира Македонија на патот кон полноправното членство. Ајде ќе видиме што ќе се случува со најавите дека резултат ќе има до крајот на септември, сепак тоа мора да го видиме како јавност. Морам да ве прашам за крај како го толкувате именувањето на Арбен Фетај за специјален представник на Македонија за Европската Унија. Може ли ова да се гледа како дел од процесот за некаква интензивен диалог Скопје-Брисел? Па тоа не е некоја нова форма, ние претходно низ историјата сме имале наши специјални представници во Брисел при Европската Унија. На почетокот имавме представник кога се уште немавме дипломатски односи, а после ми се чини дека уште двајца имавме специјални представници на оваа тема. Имавме и специјални представници за НАТО, за преседавање со определени меѓународни организации и така натаму. Значи формата не е нова, таа е добро позната и може да придонесе кон остварување на целта за подобрување на имиџот на Република Македонија, представување на нејзините интереси во Брисел, нешто што би било комплементарно со активностите кои што ги спроведува и нашата мисија таму, како и со амбасадите во државите членки на Европската Унија. Познавајќи биографијата и искуството на ново именуваниот специјален представник, јас сметам дека тој би можел да даде свој принос. Секако она што тој го има во неговото искуство и како министер во владата и како долгогодишен представник во повеќе невладини организации таму, би можело да придонесе и да биде комплементарно со активностите на нашата мисија таму. Да, Нуновски, благодарам многу за гостувањето во тема на денот и за споделувањето на овие конструктивни идеи за можноста и насоките во кои што треба да работат политичките партии. Благодарам. Благодарам.